17 листи на кандидати ќе учествуваат на предстојните парламентарни избори закажани за 8 мај. До полноќ во Државната изборна комисија, кога истекуваше рокот, се пријавиле толку кандидатски листи. Повеќето од нив, 13, ќе се надпреваруваат во сите 6 изборни единици. Останатите 4 решиле дека ќе имаат кандидатски листи само во неколку, а не во сите изборни единици. Меѓу партиите и коалициите кои доставиле кандидатски листи за сите 6 изборни единици се оние за кои се предвидува дека ќе ги распределат 120 пратенички мандати. Коалициите предводени од СДСМ, од ВМРО ДПМН, од ДУИ, од опозицијата во Албанскиот блок, Левица и Знам на Максим Димитриевски. Сега Државната изборна комисија ќе проверува дали кандидатите за пратеници ги исполнуваат законските услови. Во пресред на утрешниот официјален старт на кампањата за претседателските избори, првите луѓе на подмладоците на 42 политички партии ја потпишаа декларацијата за фер, слободни и демократски избори и против говор на омраза, практика која е воспоставена уште во 2014-та. Политичките подмладоци се многу важен сегмент во организирање и имплементирање на изборите и се од исклучителна важност, бидејќи во себе вклучуваат огромен процент на млади и со своето однесување за време на изборите и изборните кампањи директно влијаат врз однесувањето на голема група граѓани. Обезбедувањето слободни и фер избори не е задача што паѓа само на товар на Државната изборна комисија или било кој друг субјект. Тоа бара колективен напор и непоколеблива посветеност од сите засегнати страни, вклучително и политичките партии, граѓанските организации и, што е најважно, од сите граѓани. Вчера во седиштето на ДИК се појавија сите 7 кандидати за претседател на државата за да стават подпис на Кодексот за фер и демократски избори. Настан кој делумно беше успешен зашто на документот не се потпиша кандидатот на Гром Стефче Акимовски, но и затоа што неколкумина од останатите учесници во трката изразија сомнеж дека процесот ќе биде демократски. На 24 април ќе се одржи првиот, а на 8 мај вториот круг претседателски избори заедно со парламентарните избори, први што ќе се одржат во редовен термин од 2006 година наваму. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.